Немој да си го губиш времето, мислејки на работи од кои ништо не бидува. Таква билка не постои. Нека ја измислат. Зошто се екими? Зошто ги плаќам? Знаеш ли колку ги плаќам? Знам. Ти ги плаќаш за да те чуваат од болести, да те лечат, за да живееш подолго, а не да бидеш бесмртен. Таков лек и таква билка против умирачка нема. Нема и ќе нема. Оле, слушај ваму, царице, на кој му се умира, нека си умира. Мене не ми се умира. Јас сакам да сум си бесмртен, чуки сум цар. Јас ќе си ги соберам сите екими и ќе разгласам дека давам азно неброено на тој што ќе пронајде или ќе измисли таква билка за да бидам бесмртен. Добро. Еве да ги викнеме нашиве екими. И ќе видиш дека ќе ти го кажат истото што ти го кажат и јас. Да ги викнем? Добро, викни јај. Се што се родило мора и да умри, да знаеш. Повели светла царице. Вака, викни ги сите наши екими, веднаш нека дојдат овде. Веднаш, светла царице. Ќе видиш. Слушај сега, додека јас се муабетисувам со екимите, ти да излезиш. За да не чуjem што ќе ти кажат, а? Добро де, послушувај по троа од надвор. Ќе излезам, ама ќе послушувам троа од надвор. Ајде. Ве викнав, екими мои, да ве прашам нешто. Али знаете, али можете да најдите билка за неумирање? Чунки, сакам да живеам вечно, никогаш да не умрам. Таква билка да ми најдите, ќе ве наградам толкова многу, што дури сте живи да не можете да го потрошите. Честити царе, целото царско азно да го даиш, и сета војска да ја потрошиш, и сите екими од целиот век да ги собериш, пак нема да куртулиш од умирачка, кој ќе ти дојде денот за умирање. Ти бе? Јас ли, честите царе? Еми, јас немам шо друго да кажам, но што кажа мојот пријател. Гледај со арно и со убо да си го живееш она што ти е дадено од Бога. Та за умирачка ич да не му ја мислиш. И ти ли тоа, бре? А ти бе? Истото, честити царе, само со други зборови. Јас мислам дека човек не треба да бара билки за бесмртност. Оти и така е бесмртен. А јас? И ти? Што и јас сум бесмртен, а? И ти си бесмртен. Добре, черата, ти мајтам си играш со мене. Не, честити царе. Тој само сака да каже, оти оно што се родил, тој живее вечно. Па веков е еден, дури и да си бесмртен, тоа и така е малку. Ти, бре? Истото, честити царе. Аман, бре. За тоа ли ве викнав, бре? Ум да ми давате. За ума кое си имам појче од вас. Билка ми треба, бре. Билка за бесмртност. Слушајте се, вам. Кога ќе ве ватам, па ќе ве сиктерисам, нема да знаете од која врата да излезете. Ај, сиктер, надвор, бре! Ај, сиктер, надвор! Надвор, бре! Оваа работа не ти требаше. Зошто им се развика? Што ти се виновни екимите? Од лутина фајда немаш? Од тебе ум не барам. Ти си ја знаеш твојата работа, а јас ја знам мојата. Слушај, да одиш и да му речиш на стражаро, нека го опни барабанот низ царштината и нека кажи дека тој што ќе најди таква билка за бесмртност, дека ќе добие азно неброено. Разбра? Разбра. Ке му кажам, нека разгласи. Добро. Нека помисли светот дека царот им се мрднал од умот.
Еј, народе, чујте и почујте. Царот дава големо азно ако се најде еким кој ќе му пронајде лек против умирачка. Ај понатаму. Ај, азно вели неброено дава. Зоре, пари, не е лошо да се затресе главата малко и да се измисли нешто. Да измислам некоја рецета. Или да дома да прегледам по тие старите рецети. И сети ќе се најде нешто. А јас да појдам дома да видам. Поарно. Ќе пронајдам нешто. Народе, чујте и почујте. Царот дава големо азно ако се најде еким кој ќе му најде лек против умирачка. Ај понатаму. Вистина ли е, честити царе, оти даваш азно немерено на оној што ќе ти најде билка за неумирање? Јас така разбрав. Харно си разбрал. И ти ја имаш таа билка и ја донесе, не? Не, јас таа билка ја немам, ама имам една рецета. Таа рецета ќе ти ја дадам и потоа не треба да пиеш никакви чемерики, илјачи и други разни лекои. Јас што сум рекол, од зборот не бегам. Дај ја рецетата и ој земи си го азното. Ама и јас од зборот не бегам, честити царе. Само ќе треба прво да видам како јадеш, колку јадеш и зошто јадеш. И да видам како вечераш, како ручаш, али јадеш туи рибјаджи костеи, али јадеш мавца во мевца, и мевца во мавца, и джимиринки, и други такви мрсни работи, а? Се ли е токму? Да не треба уште нешто, светла царица? Па, се е токму. Нели? Да. Ако треба уште нешто, ќе те викнам. Сега, ти гледај и кажи као да правам, као да чинам. Па вака. Ти сега ќе почнеш да си јадиш, честити царе. А јас овде ќе си бележам колку си изел и како си изел. Ама внимавај, треба да јадиш онака како што јадиш секој ден. Ни повеќе, ни помалку. Разбираш? Ти, пресветла царице, убаво да внимаваш. Да јади како ката ден што јади. Значи ни подолу, ни погоре. Ни повеќе, ни помалку. Така. А јас ќе си запишувам за да ја направам рецетата. Од инаку илјачот не фаќа. Добро, добро, јас ќе гледам и ќе кажам.
Дојде, татко? Ете дојадов. Сега кажи, пресветла царице, се ли е онака како што треба да биде? Онака е како што треба да биде. Изере толку колку што си јади секој ден, нели си не? Толку, толку. Добро. Сега јас ќе направам ова рецета точно во драмој. Значи, колку си изел ни повеќе, ни помалку, ни подолу, ни погоре. Значи, нема да умри. Не, нема да умри. Од ова рецета нема да умри. Колку ќе живеј? Се додека не умри. Како бре да умри? Сакам да кажам... Вечно. Вечно ќе живеј. Значи, ова е работата. Па многу лесна работа била таа, ама кој да ја знае, работата била во рецетата. Во рецетата, царе. И треба да внимаваш. Значи, треба да внимаваш да јадеш секој ден толку колку што си јадел секој ден, разбираш? Ни подолу, ни погоре. И така до крајот на неделата и потоа пак од почеток, разбираш? Да. Со драмој ќе мериме. Со драмој измерено. Ни подолу, ни погоре. Пиши ја рецетата. И значи од ова ќе живеам вечно јас. Слушај, Билкару, ако е вистина ова, знаеш, азното те чека. Немој после да се ватиме во лага. Каква лага, пресветли царе? Ако беше за лага, јас не идев. Ама, ти само треба да внимаваш на рецетата. Драмоите. Значи по драмој. Колку си јадел ската ден, пак толку дадеш. Ни поиќе, ни помалку. Добро да пише рецетата, ајде. Ама многу важно е. Знам, пише. Така. Значи мерката да ја држам во драмој. Ајде. Уште малку ти остана, ајде. Ајде, помаци се малку, честити царе. Нема многу уште, уште малку има, ајде. Нема миштав, не можам да јадам. Ама Мора. Кажано е ни помалку ни појќе, мерено е со драмој. Така е, го слушна Билкарот. Ама не Да можам. јадеш секој ден, онолку колку што си јадел, како и секогаш. Иштав нема. Ама мора, бе, татко. Мора. Ни повеќе, ни помалку, мора да го Вие јадеш. мене да ми го викнете Билкарот. Ама шо ке ти е Билкарот? Што ќе ти е бил? Како Што што ќе може ми- да ти направи? Да ми дај некој илјач да можам до мерката да си дојадам. Драмоите што ми ги запиша да ги изедам. Кажа тој нема билки и чемерки. Илјачи. Кажа само толку да се јади. Не може тој сега да дојде, да седне и наместо тебе да изеде и
Да ти помни. Така е, мајко, така. Сакам јас Билкар од вие мене да ми го викнете. Е, добро, добро. Штом сака, ќе одам јас да го викнам. Добро. Испрати нека го викнат. Се јарно, Билкаро. Ама не можам да дојадувам. Е, па, честити царе, јас направив така како ти што рече. Ти колку можеш и како можеш да изедеш, јас така ја направив рецетата. Ама сега чекај, Билкаро, сега. Ти мене да ми даеш некоја билка и илјач, за да можам да дојадувам до рецетата. Честити царе, јас ти реков, таква билка немам. Немам таква билка. Работата беше во тоа да оноко колку што можеш ти да изедиш, толку да изедиш. Во драмови. Во драмови, разбираш, ни поеќе ни помалку и не може да дојадувам. Па добро, јас сега кога не можам да дојадувам, значи може и да умрам. Епа, може и да умреш, честити царе. Од мене толку бидува. Што несреќа ме снајде, вреји. Вечноста ми беше в раце, а јас не знаев како да ја сочувам. Убаво ми велеше да дојадувам, а јас... Убаво ти велел. Убаво признај си дека те насамари тој тебе. Забадила ти ги зеде парите. Да. Лек за неумирање. Глупости. Ако имало лек за неумирање, самиот ќе си земеш. Не, веќе 3 месеци кај е умрен. 3,5. И 3,5. Не можеш ни да го судиш. И не сакам да го судам. Како? Не треба да го судам. И зошто да не? Тој сакаше нешто да ми каже, нешто да се досета, ама јас од себичност пуста не се досетив. Ете, затоа те викнав тебе, синко. Кажи ми, татко, што треба да сторам? Ти по мене ќе станеш цар на земјава, синко. Ако јас не се досетив на време, барем ти направи нешто за твојата бесмртност. А што тоа? Ќе ти кажам, синко. Зар треба и јас да барам екими и билкари? Не, ти сам виде дека од билкари, од екими не бива ништо. Туку вака, синко. Ти треба нешто да направиш, нешто големо, да изградиш нешто што ќе му служи на народот и со векови да те спомнуваат, да така да останеш бесмртен. Така. А и тебе, царице, сакам нешто да ти порачам. Мене да ми порачаш. Јас ти велев убаво. Доста. Ти што ми велеше, сега јас тебе ти велам. Од кој ќе умра и кој ќе ме понесете на гробишта, пред мене вие да ја пуштите сета војска да оди. И сето мое азно на коли натоварено, и сите екими нека одат. Ма немој, зошто? Уште ли будалаштини да простиш? Добро бе, татко, зошто си играш мајтап со нас? Шо ќе ти е таа работа? Ке ни се смее светот. Не е мајтап и нема да ни се смее светот. Сакам тоа да биде поука за сите оние што наумиле како мене да живеат вечно. Дека ако е за пари, имам азно неброено. Дека ако е за војска, имам војска да ме чува. Дека ако е за екими, сите екими од светот се мои. Ама не можат да ме куртулисат. Оти кога на човека ќе му дојде смртниот час, ништо на веков не може да го куртулиса. Секој што се родил ќе живее и ќе умре. Само едно ми е жал што не направив ништо по што може светот да ме памети.